ВМРО ДПМН од Социјалдемократскиот сојуз денес побара да го објасни предвиденото есенско сценарио за нестабилност во државата, нешто за кое на јавноста и се обрете и премиерот Мицкоски. Еве ги повикуваме СДС и ДУИ да кажат кој е планот за дестабилизација и што им е целта. Дали СДС и ДУИ заедно го спремаат планот за дестабилизација на државата од есен. Филипче потрча со статус на Фејсбук за да си ја тргне мувата од капата, но џабе и малите деца знаат дека СДС е помалиот брат на ДУИ. Сите криминали кои ги правеше ДУИ нема да беа возможни без СДС. Затоа СДС да кажат што планираат со ДУИ и дали целта е да се заштитат од одговорност за сторените криминали и ограбената држава. И СДС и ДУИ треба да знаат дека насилство и безредие нема да им помогне. Напротив, и за тоа ќе треба да одговараат и да се соочат со... Од друга страна, од социјалдемократите на истата тема констатираа. Кажува дека има информации за нарушување на безбедносната состојба и мирот во земјата, а ништо не презема околу тоа, тој е директен соучесник во евентуално сценарио. Доколку тоа го прави само за да ги заплаши граѓаните и да манипулира со нивните чувства, обидувајќи се да ја смени темата од скандалите кои ја пратат ова негова влада, тогаш станува збор за човек кој му мисли лошо на својот народ. Секоја најава за дестабилизација значи грч за граѓаните, грч за економијата, значи страф и тензија во општеството. Доколку тоа Мицкоски го прави без основа и без да преземе конкретни чекори, Мицкоски е тој кој дестабилизира. Бараме итно да се произнесе прецизно по ова тврдење, бараме председателката Силјановска-Давкова да го свика Советот за безбедност доколку е конституиран. Бараме обвинителството да покрене истраги и да го викне Мицкоски на сослушување по однос на информациите кои што ги сподели во јавноста. Наместо да се пресметаа со нарачателот, министерот за внатрешни работи Тошковски удира по саморот и го штити спикерот Африм Гаши, кој е виновникот за инцидентот на аеродромот со косовската председателка. Според извештајот на МВР, стои дека пријавениот СС бил испратен на меѓународен аеродром Скопје од страна на председателот на Собранието и дека санкциите кон обезбедувачот и другите вработени во МВР, дел од обезбедувањето на Гаши, се поради извршување незаконска наредба. Со ова, почитувани, се потврдува одговорноста кај Гаши дури од страна на МВР. Прашуваме зошто ништо не е преземено досега. Дали Мицкоски ќе излезе јавно да побара од него одговорност? Дали МВР ќе покрене постапка? Или решија да го пуштат низ вода обезбедувачот на сметка да го заштитат нарачателот? За само 2 часа Наим Бајрами од ДУИ во кафејана потрошил цели 48.000 денари, изнесоа на прес од ВМРО ДПМН. Само во еден ден, на 27. март 2024 година, Наим Бајрами во ресторан Капри во Скопје потрошил 48.500 денари. На сметката од 48.500 денари, Бајрами покрај на други јадења потрошил над 10.000 денари на пршута. Кого се гоштевал Бајрами и како се трошени народните пари, кога за еден ручек се трошени по 2 минимални плати? Бајрами во кафејана за 2 часа трошил пари колку што на едно просечно семејство му се потребни за да го помине целиот месец.